Здраво, здраво друштво! Повторно EPN Champions, но овој пат многу поразлично. За прв пат женски шампион и за прв пат шампионот со неговиот тренер што го спремал за шампионска титула. Андреа Аврамовска и Ангела Гелинчевска. За сите што не ви се познати, ќе ги запознаете. Ангела е долгогодишен шампион од 2016 па се до 2019. Прашаме малце повеќе околу нејзините припреми како шампион, нејзината кариера сегашна, како е да се биде мајка, сопруга, газда на теретана, тренер, персонален тренер и да спремаш надпреварувачи во исто време. Ќе ја прашаме како и бил односот и колку бил тешко или лесно да се работи со Андреа, а од друга страна ќе ја прашаме и Андреа за нејзините припреми, и она е доста млада на нашата сцена. В смисла млада, ова е втора титула, испадна и на Балканско. И така да тек сега влегува онова баш во овие води и очекувам добро интервју од неа. Доста дисциплинирана, доста истрајна девојка, јака форма морам да признавам за еден млад надпреварувач, значи 2 надпревари, севкупно 3 да имаш и да изгледаш така како што изгледаш, стварно стои позади неа доста голема дисциплина, макотрпност, конзистентност и се. Значи, тоа е тоа. Инаку ќе вежаме во теретаната на Ангела. Elite Gym, ќе ви оставам линкче доле во био, Инстаграм профил, да си цирните, да си отидете да се видите една од подобрите теретани во Прилеп. Имате одличен избор на справи и така да... Јас ја цирна вчера, испитав терен, тие што ме следите на Инстаграм. Пак ќе напоменам сите што сакате да ги пратите моите секојдневни работи. Инстаграм, си гледаме од тренинг нозе. Со жени ќе вежбам нозе луѓе. Имам големо очекување и дека ќе не можам да одам следните 3 дена. Тоа, се гледаме, ајде, чао. Идеме. Здраво, живо, женски. Се скиете, јавно напада. Само 3 обруци имам. Напада. Леле, само немој носовжити ме. Здраво, здраво, сега јас практикувам да се поздравам. Ево, со Бокс ќе се поздравам со двете женски гостинки на EPN Champions, така да. Долгогодишен шампион, моментално тренер, мајка, сопруга и уште многу работи. Мачител, да, денеска нашиот мачител и нов шампионка. Андреа, те прашам тебе прво. Ти го тераш тренингот, исто време ми кажеш дека и ти ќе вежбаш со нас. Точно, значи не е никаков проблем. Значи денеска ќе ги малтретирам господава и решив да се умрам и ја, зошто да не, мислам, нели? Тренингот е многу романтики и ќе се потрудиме после тоа да сме инвалиди. Како што имаше и напишано, ќе бидете инвалидни, прашав за штаки и за опрема после тренинг, ладна вода, тоа. Одиме. Ај, тераме. Прва вежба, уствари колку вежби правиме, чекате. Денеска правиме 5 вежби како што видиш, така? Тоест повеќе вежби се, ама многу повеќе вежби со тоа што се во суперсето и гигантски сет. Ја како што имам проблем со нозете ќе биде доста интересно, ама Зато ние немаме. Што очекуваш тренингот? Јас очекувам. Тоест ти ги имаш видено овие тренинзи, така? Овај стриктно не, ама очекувам да бидеме умрени. Да бидеме умрени, па тогаш што е тоа? Меѓу серии си полежиме. Може. Почнуваме с тренингот. Ајмо. Ајде. Колку дечки, фала до Ангела. Еве прво видео со микрофони, ќе се потрудам прва инвестиција да ми биде микрофони. Ај добри се, добро ми изгледат и добро звучат, ги тестираме, така да. Ајде. Значи први суперсет имаме чучина смит машина заедно со исчекор, имаме по 12 тука и 12 од нога исчекор со движење. Значи многу битно, немојте на врат, туку назад на рамена стегни, нозете малце напред, стегни тело, овде стегни се, немој назад. Значи, одиме, спушти, турни, ајмо. 2 3 4
5, 6, 9, 10, 11, 12. A tak. Idemo. Ajde. Patot. Za kavadarci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Колко е будало? Да. A, te tak. That's how you do it. This is how we do it. Ajmo следеки. Втора мирар. Да перам јас, а? Ајде. Дечки, тука нема да видите во овој тренинг од првата вежба сите сетови од мене, бидејќи камерата не била уклучена. Продолжуваме, имам мислам дека само еден сет од мене, каде што ќе видите. Ама морам да признаам дека беше убиствен. Ајде, продолжуваме со видеото. Одриме. Па, тренере, така? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ајде ги 10, 11, 12, 13. Welcome to Valhalla. 20, 1, 22. Ајде. Ова бе тешко е? Минутку да не свајам даже грешка направиме и треба да стигнаме онака почетнички. А уште треба серијно. Раз, еден, два. I'm coming to you, mama. Ajde. Pato za Mario, kaj беше? 2, 4, 5, 6, 7, Не бе. Јас сум гладна. Да. Шо прешла за... Таман ли сум тука, тренер? Ajde, let's go. Може? Сега ако ще спустиш, ще видим. Тук, ще назад и по-назад. Загазвам. Сумаш? Така, сега ако ще туркаш доколко от назад. Хайде, спущай. Така, таман. Стегни тело. Хайде. Ури! Свърти пръстен, ще степени. Хайде, малко отвори пръсти. Да ще степени свърти. Тука? Осум, мислам. 6. Не крати.
Ајде! Не, можем само чекай малко. Що се деси? Добре. Го и изврти. Тук сме. Ајде! Има сите светци да ги видиш! Сите светци, баба. Ајде! Немаш гајле. Ете така. Да, по-лесно от предходната, дефинитивно. Сега чувам директно, че ги меням новите. Да, скрос. Многу педер си звучиш, ова дали го сети во главото. Ти да го сетиш да виш како е. Лечи се. Не. Најде со кого да снимаш и ти. Бо. Ајде, немаш гајле. Ајде. Така мислиш и ти лесно, дече. Ајде, издиши. Ајде, издиши. Така. До колко стигнаме? Сигурно дури не поиш до дека. До краja. Колку? Вола! Ајде, пуш! Ајде. Да беше лесно сите ќе го правеа. Ајде. Да ти. Ајде. Тоа е тоа. И тоа, девојки, е како правилно се стенкат. Чисто да знаете и да слушните. Ако сакаш нози, само сужени вешби. Точно. Ау! Сега сме на, ова ли беше втора? Да! А 6 имаме. 6. Андреа е сега? Let's go! Микрофон ще само. Ајде, баба. Чудно ми е дека на назад никош вака не ја правам. Хей. Ај. Да, нямам мак. Да, право. Ај 4 да правим жити си. На вас само 6. Не знам колко ще ги издържам, ще стои питай. Не, че намалям килажа на чушниот. Чушниот много ме изморува. Ура! Средено е дето. Мој. Ја го земав од Америка. Ја го земав од Америка и на кои сте ги имаме кај Джим Кит кај нас. Да. Скрос истиот. Епа. Да, вчера кога вежбав беа тука 20. Ала. Ова е По човек. Ајде. Одиме. Да одговориме некои прашања сакам. Вака Ајде. додека одмараме на тренингот. Се правим да почнеме со шампионот или со тренерот. Ај правим да почнеме со тренерот, нешто да прашаме за шампионот. Може ли? Ајде, слободно. Што се промени у исхрана, у суплементација, хидрација, сон и сите работи измеѓу државното и балканското на Андреа? Вака, доброто првично кај Андреа е што ретарда е многу посветена, што значи да го и речиш да речам 10 литри мора да испиеш вода денес, таа 10 литри ги пие затоа што така и беше кажано. Андреа е многу послушен студент, да речам, што да речам. Не знам како да наречеме клиент, другарка. Клиент, се ми е, затоа не знам како да ја наречам, еве, чисто Андреа. Универзално. Да, Андреа универзална. Значи Андреа е првично многу послушна затоа што сум имала тренинзи со други и се едноставно не се 100% посветени, затоа сите ме праша леле Андреа, она каде ме успеа да се направи, да затоа што 100% слушаше се што и беше кажано. Значи едно нешто немаше да речам да кикснит, се и беше следено како што беше кажано и сега разликата што беше од државното до балканското мислам дека беше една недела, така? Да, точно една недела мислам. Една недела. Тука е фазата веќе на празнење и наполнење. Андреа мораше за балканско уште многу повеќе да речам да исчисти и затоа мораше да одиме на таа фаза со празнење и со полнење
нели за вода, изфрлање вода и после нели давање аглехидрати за да збувни, нели да се направи жбитак, ја шо викам. Доброто е што суплементацијата исто си ја следеше од страна од витамини, од приворкаутот, се што и беше кажано, се беше послушна, значи се насе A+ студент, A+ клиент и A+ пријател, така да и тоа е доброто, заради тоа што имаш мерак да работи со такви луѓе. Знаеш, некој дури че колку пари земаш на Андреја, не Андреја, спремам без пари затоа што мене ми е мерак и ми е прв такмичар да речам што излезе и затоа е неам дека на слика на зидон, затоа што си освои што си освои. Тај е Шварценегер онде, нели? И секој постигнат успех неизин че е он дека закачен на Wall of Fame, он е уствари зидот на мажите во елит и сме тука три женски, јас Андреја и уште една такмичарка, пошто нели ние сме мажите од теретана. Така да совет зид што вежбите у елит, уозбилите се малку. Да, мажите, step up, Мажите. motherfuckers. Оти жени ви ги носат медалите, треба Тотална мислам некој маж да доминација. донесе тука медалја, така? Точно. Как си задоволна од сопствениот успех, со работката еве со како другар, тренер, со Ангела и цел тиј процес, како го помина психофизички стресно и каде ја бараше таа мотивација и дисциплина секојдневно? Ушла наоѓаше на крајот од денот пред да си легнеш, ушла наоѓаше за утре кога ќе станеш пак на репит да се повтори. Ќе ви пустам скриншот да ги објавите да видите како плачи ко магарица. Добро, добро. Вака, процесот на припреми не е воопшто лесен. Јас барем лично за мене, можам да кажам и за други жени, нарочито мадам, што ми кажувам незини искуства, буквално имаш денови кај што плачиш по цел ден и се ти е турбулентно. Ко почнав со припреми првиот пат, само што дојдов во ова теретана 2 месеци пред тоа и мажот на Ангела ме убеди да почнам да такмичам. Ја замолив просто едноставно дали би ме спремила. И искрено од тука почна и Тоа пред колку време? пред една година на рамното. Точно една Точно година. една година, да. Овој период лани ја замолив да ме спрема за прво такмичење. Ми се нафати и од тука почна цело пријателство. Знаеш како први припреми беа мене и прв такмичар таја целосно што го има спремано од почеток до крај. И јас си кажав, како што ќе ми кажеш така ќе правам. Имаше периоди кај што таја и Луна спиеа кај мене за да ме пази. И тука самиот тој процес ти ствара блискост. Јас не можам да ги разберам тренери и такмичари што не се блиски еден со друг. Значи многу страшно интимна работа е. Колку подобар сапорт систем имаш околу себе, толку многу полесно е. Значи јас можам на една рака да ги набројам сите луѓе што ми се најдоја за време на припремите, што беа тука за моја ментална и морална поддршка, пошто физичкото самиот ќе го истертурка, што е најлесното. Да. Храната и физичките припреми се најлесните од се. Менталното ти убива и затоа не секој може да го прави тоа. И па тука после од менталното и да уствари физичкото. Ако не си ментално спремен да речиш окей, не можам денеска, ама ќе одам да го направам тренингот. Точно. После тоа физичкото веќе менталното кога ќе го преброиш физичкото после како по некој механизам си иде. Точно. И само се вика, нема не можам, викаш морам. Значи дефинитивно Мора. вие спорт мора да нагласиме таа табу тема само се дига Да. железо и со како Не. Еве не сакам никој да навредам, ама јас се чувствувам до некаде навреден и во моите почетоци мислам дека и ви сте се соочили со тоа дека XU, например, да речеме и тие размислување доста го пропустиле вие спорт како вратар, ниско интелигентна личност и такви ствари. А уствари буквално. А мислам дека е скроз противно од тоа, ти гледаме колку, например, ако би одел на работа од 8 до 4, знаеш дека по механизам почнуваш нешто да го правиш. Така, тука нема по механизам, тука еве и у припремите како што кажат и празнење и полнење. Значи имаш доста динамично со целиот процес, така? И константни промените се. Значи Да. не се припремите исти од самиот почеток па до крајот. Во тие 12 недели константно се менува, се следи процесот, нарочито ако се први припреми, никогаш не знаеш ни ти самиот ни тренерот не знае во Твоето тело на како некое ќе нешто изреагира како ќе тоа. реагира. Точно. Јас лани на први припреми бев толку испаничена дека нема да стасам да се спремам, таа ми викаше 10 до 12 недели, ја реков 15 недели за секој случај. На 8 недела бев спремна за такмичење, на 4 по 100 масти бев падната и ја умирав овде вака на татами си легнував да спиам и бев преспремна. Бев Како преспремна денеска. прерано. Па
И Гоги тоа го кажа, вика, треба да бидиш спремен неделата пред да бидиш спремен. Ама ја бев 4 недели А пред ти да си била треба да 4 бидам недели, спремна. значи ти уште Во секој случај подобро е да си спремен пред време, заради тоа што можеш некаква карп корекција. ап да направиш и малце да се врати, за разлика ако не си спремен, значи не може, ние не сме магионичари. Значи јас сум тренер, магионичар не сум, јас не можам да направам за еден ден ти да исчезнеш или да те направам да нема целулити, не, значи подобро е да си спремен со време, понатаму се може да се манипулира со формата во било кое време. И многу грешка гледам повеќето, да речем, работец со тоа што рековме, нема да се спремни на време и после се префрле на некои работи и да речам методи кои што не се баш најдобри за телото и за здравието, чисто само за да се исчистат и да излезе спремни за набина. Проблем. Мислам, јас не еднаш сум го направила, можда 2 пати, ама не го препорачувам. Значи пожелно е да си спремен со време, да не го малтретираш телото, за да не дојде нели до тоа ти како што рече, овој спорт ваквит, не знам што, не е здрав спорт, не здрав спорт е со тоа што ако го имаш здраво вистинскиот пристапуваш. човек и ако знаеш што и како. Значи, јас првично нешто незе ко почнавме и реков, слушајме, јас по секоја цел да те направам тебе шампион, не доаѓаат во предвид. Значи ти си млада, понатаму секако ќе сакаш да имаш фамилија, да имаш деца, да имаш едно друго. Јас не сакам да ти влијам на хормоните, да ти ги направам џубре, па ти да немаш ни дете, да имаш ни ништо. Значи јас првично ти гледам да те направам здрава. После идаш шампион и се друго соред. Ти прво мора да си здрава и нормално да си ментално окей. Сега има некои денови што како и секој нормален човек и да не се спрема за такмичење, сме имале ups and downs, убави денови, лоши денови. Да, имаше на секој втор ден, не излеквам, јас не се такмичам. И јас реагирав со Андреа окей. Зошто? Затоа што и јас сем шит и јас истото сум го поминала, на Иле сум го реметела, не излеквам, не сум време, не знам што и после излези животно. Значи тоа е заради тоа што ние се гледаме недоволно спремни, се гледаш во гледало и си викаш не, одма автоматски боди дисморфија си правиш. Затоа што јас пример конкретно сега после такмичење, јас ако немам стомачни, јас лично не се осеќам добро, што тоа е автоматски овде проблем, ме разбираш? Да. Тоа е што рековме ментално спремно. Тие мислат, мене кој ќе ми биде леле за мајка шубо изгледаш во ред, ама За мене не изгледа. Ама, затоа што знам дека можам да изгледам, јас сум нула. Јас силата ја имам, ја немам проблем за вежбање, за се едно друго. Проблемот е што морам да речам да правам баланс меѓу дете, меѓу маж, меѓу работа, меѓу тренинзи, меѓу жени групи, меѓу персоналци, меѓу да имам време за мене и се ми е уште тука и да готвам и за маж ми, дека и тој сега да речеме во фаза на чистење, на растење, на се едно друго, готви за него, готви за мене, ми дошла Луна, јаје, да и дам не за јаје. И значи малце овдека во мозоков, ама кај да е, значи сакам да се посветам затоа што не сакам 2019 да ми е последно такмичењето 100%. Значи дефинитивно 2019 не те гледаме последен пат, така? Дефинитивно. Се спрема Дефинитивно. така, се спрема. Да, затоа што ако се спремаме Значи- двете заедно проблем. Нема кој да биде супорт фактички. Не за сапор. Ќе се заколиме. Точно. Готово. Дечки, одиме втор супер сет, така? Ура! Ајде, доста беше одмарање. Ајде. Мадафака. По 10 рековме? Чеки, првен правим булгаријан? Булгаријан па романијан. Ајде. Зоти. 1, 2, По 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Че болит газот утре, ама тоа е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиме. Еден, 2, 3, 4, 5, 6, може, 7, 8, ајде уште 2, 9, уште едно, ајде, давај, 10. И појасот пукна на крајот. Не. Не ли си кажеш ти да правиш, или?
Нешто, немам нака првено, sad ќе видам как ќе... Нешто, на камерата? Да, сакате, за сега повеќе и префериш луна. Да, бе, и пај кога ќе прекинем, ќе земеме луна, ќе го средиме тоа, може. Да, не е лага. Не е лага, не е лага. Може, ова ти правиме. А да гледаш е... 2, 3, 2, 3. Сега 4, браво. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ајде, давай. Тоа е тоа. Нек ни пиар направи на сумо 120 кила. Уј, Машко, поздравувам, тоа е тоа, тоа е тоа. Ајде, бе, знаеш што? Со шампиони кај имаш тренинг. Остай заебанци. Жени, ама жени. Машки тренинг. Ти од една страна, од друга, ќе го подрум. Ajde, ajde, diši! Taman. Ajde. Одиме. Пикачу. Пикачу! Одиме. Ajde. Ајде, господине. Дувај, не си број така, вун број. Диши. Да. Значи, колено пред прсти јук, за задно име доминантно. 6, 7, дувај. 9, уште едно. То! Ти ме пао сам. Его така. И му велам, знаеш мъж ти кој ќе ти дојде вака од нас, кој ќе не фати. Можој да грабе, ти шо кај нас, не знам шо е. Прилепчани се ретардира. Дека сме 4, уште ова да ја направиме. Шо, заш после гигантски не барем 2 да ги свртиме, на таа ќе умриме. Па, чисто колку да имаме. Мој да почнам? Ајде. Let's go. Chicken nuggets, donuts, ice cream, paflak. Oh, ne jadam bacon. Eggs and avocado toast. Ove su protein. Не знам колку направив, ама тамане. Оттаму каза, рајде за thumbnail, motherfucker. Авал да ви е за енергијата, авал да ви е. Со кожниот двосет. Оди. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пичку матер. Да си ги пофалам моите спонсори. Gym Kit е за нозе, ќе ви се најат дефинитивно. Е ви мала
демонстрация как се местат. И ставаш малко направен. Че ово е отдоле трябва да биде. И ставаш до тука. И после са пръц. Само за жал, що не се... Не се Не, пушти? няма да се тепам, чисто да нервоза да дава. И аз се пушти. Паметно. Да, изгорена съм за сварк, изгорена. И овде имам да речем, ние се боксери. Малце по-напред задната. Задната? Да, окей си, окей. Ете така, само гърдото бъзнате. Ете. Чекай, на боля много. Много бъдно. Не боли, защото ще е чуш. Ние я правиме на... Домачинска куче. Домачинска куче, пред се. Е, така да се. Кубай. Тука до нас? Да. Така, се точно. Ще се трудиш телото да напред, прав гръб ме напред телото. Тука ме. Така да се затошо не се задна. Сега тело напред. Тело напред. Давай се рана. Тело напред. Тук. Значи коленко назад. Ова. Колко време? 6-7 мислам. Ова ти е движение. Да, затошо мора телото овде за овде да пристигнеш. Затошо не гоиме ние на клац моментално, гоиме за задната. И шо под тежината напред телото, имаш тегнение ова. И зато, пример, не движиш коленово. Кажеш, не одиш напред. Овде како ова го време, на телото напред, за да ти стигне ова и да те вече. Ако стоиш изпрен, вече автоматски ош, трукаш на клац. А ние слагаме на задна, зато и RDL-ов е супер сет, да речем, за задна и за газото. Готово. Ясно. Ай, види сега да направим право. Ете така. Ете така. Ще поминам този пола тук. Фокус на задна. Уж. Стей бързо нагоре. Така некой да те силува да му го скършиш по воля. Ова е ретарда. Со Алек по кило месо на едно јадење. Му нарачаа да направи бургер со 1 кило месо и го макнаа. Со кашкава ли се Ама, ја... Не, ова е... Не можеш да победи со Алек што е 122 кила животно, значи... Тој помфрито не го иде, да Како не го изеде? Тој знаеш дека те чекаше 10 минути? Скара нещо било со отбира. Колички. Македонски? Добре, наосновно. Много време се размислувам со кој да го снимам. Со мене! Со мене ме чите руки! Леле. Еве шо сни. Тутер, гоблет и преса. Ела, лунче, да вежбаме, мама. Може? Може, дајмо. 2. 3. 5. Ајде, 6. 7. Речи, ајде! 8. Ајде! 10. Ајде! Мама, 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 мама. Мама, мама. Ти
знаеш колку разбира тоа џуџево. Ова џуџево е чума. Значи овде ги одиме високи, мада што може и вака да ги одиме паралелни. Тоа е то, драги. Ајде, сега скок. Ајде. Скок. Браво, Љубов. Дај пет. Хода. Сега ќе го донесиме. Чекай малце, е СМР. Ќе му речеме браво на бате? Не. Оди онде да скокнеш кај мама. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опа. Десет. Браво. Ова. Ајде, напред. Горе. Паралелни. Тука, вака. Тесно, по-ниско. Тука. Колку што ти се широки овие шиниве да речам толку. Тука, значи. Така. Ајде, скок. Браво. Ајде, речете ми дека поинтересно со некој поминадо. Ајде. 2, 3. Ајде. Ама најака е ко кечер нагас гор се фрли пљас. Ја гледам матка уч скока и прави нагас. Ој! На лице се она ли падна. Welcome to Valhalla, bitches! Опа! Немој кросфит, житивен Господ, немој кросфит. Ајде, одиме. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиме. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Баланс. 10. Тоа е тоа. Ајде, шампионке. Ми лепи гъзот. Качи. Може. Оп. Овде? Или по-горе? Овде? Пази. Да не чукнам само. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Дајш бравос? Дај ми бравос. Ајде, плускај. Дај ми бравос, Белунче. Дај. Фала ти. Дај 5. Дај 5. Дај 5. Па! А мене 5. Дај на бате, брзо. Опа! Ајде, одиме. Ајмо, let's go. 2 години џуџе, а шо е то страв, мама? Спремна си? Вака седи. Значи, на прашањето што треба да Ајде сега одговориш да како чучи, маме. постигнуваш да бидеш и мајка, и тренер, и вежбач, еве како постигнува. Еве, да. Чист пример, Ова директива. ми он детек чено и ти ќе прави со 2,5, добро, 2,4. Со 2,4. Пример, иди тај, тренинг саме заедно. Чуч. Една да се шаѓаш шуга, Чуч. Супорт на секој може на. Така, никога беше това, да? Не мислам. Чуч. Чуч. Чуч, мама. Чуч. Ајде така. Евреј! Браво, мама. Уф. Сакаш онде да се качиш? Горе да те држи Дада Андреа? Ајде. Че можеш? Дзя! Еве! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Браво! Дај 5 на мама. Вака направи сјука. Глумче, одиме? Ајде. Ајде. Вака со ноđињата. Како батко. Одиме. Ајде. Ајде, дај ми 5, дај ми 5. Дај му 5 на бате да Пет. имате. Со срами, чекте. Е. Ајде, другаре! Тыгој. Така. Гледа да не преш она. Значи, На крај? да, да го нема спуштањето. Цело време отпор да имаш. Ајде, ела со бате да правиш чуч. Ајде. Опа. Прсти отвори 90 степени агол. Тука? Таман, вака. Само петите отвори. Овде. Добро. Малце потесно донеси ове. Петава. Сега не можам дека тегот го држаме, може да балансираме. Да. Сега таман сум вака. Ајде, гледај сега. Чуч. Ајде, мама, чуч. Ајде, мама. Иди, чуч. Како така диши бате? 7, 8, 9, 10. Ова! Ајде, оди онаму. Ме напресана онаму да те качиме? Сега тука вака. Да, повисоко. Повисоко. Е, Тука? Овде. Малце повисоко. Е, така. Таму. Таман сум. Ајде. Ајде. Одиме, момче. Ајде. Значи цело време држи колена паралелно. Надолу не ги отвара. Ете така. И нормално кичмата трудише позалепена да ти е на седиштето. Браво!
Залепив. Еко го ги залепив. Буквално. Така ми каже, брави како залепив. Ле. Ајде сега, маму. Ајде, љубов. Дај прстето, не се плаши, сама сте. Апа. Ете. О, прима балерина. Чвар дуаш мај ти? Чвар бон, мир е? Раз, два, три. Ха! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мадафака. Бум. О, Зоти! Сега кој? Јас сум? Тука тама, јас сум? Сликаме. Така. Вече се сликаме. Само ова, Добро? ти го нагоре, защити се. Ева. Добро. Знам ти памник напротив. Да се сликаме. Ти? Зато, значи сега вака, заедно. одиме. Опа. Што е твое? Тешко. О, нема шанс. Добро. Твое. Расшири ги. Ме стега тука. Може, дефинитивно. Шо, љубов? Шо, мама? Телефонот ми го зеде моје. Мама, оди Луна. за Андреја Луна. да ти ја пушти Насти. Ела пушти ме нас. Оба. Тука? Расшири нозете. Чучиш овде? Тука вака добар сум. Ела овде кај мене дојди чучи. Значи, заедно со кичма, со сите стегни. Заедно со стегај газ. Диши нагоре. Погледот напред само. Добро да имаш коченица. Таман. Идиш нагоре. Оде. 1, 2, Носителот. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Немаш кај. 10. Ова ме шиба на грб. Памп на газо. Ај склек чинја. Покажи склек. Склек. Ај, склек, мама. Ајде, склек. Мама, ајде. Е чисти. Избриши ја, мама. Бриши даде. Газ. Нема кај не си била кај мене. Ајде, иди на стомак и побрато. Дали како ја чисти, не можам. Не била пуштена? Сега не е она. Ајде, мама. Ајде, мама, браво. Ајде, иди ти така треби, како да Андреја. Ајде и јас. Ајде. Па сега тебе те гледат така. Ајде, мама. Ајде. Ис. Ај, мама, сега види комара. Ај сега мачка крава. Ајде. Мау. Мали. Ај мало. Ајде. Намигна. Уау! А и вака како се тегневме, опули се? О, брейк денсер.
вака, откој ќе стани, да легни вака горе. Да. Вака, истегни се, вака. Како се тегниме, ама чучни како нас. Ајде, рачињата на. И вака, види? Вака. Да. Ајде другата рака сега. И вака главата, види? И главата. Имаме овие прашања и Луна со нас и така да почнуваме директно со прашањето. Ангела, ако успеваш да се справиш, да се снајдеш, фала ти, сонце. Вие мене нема да ми се фајчат, ама сакаш да ги смениме? Ај ти овие, Сакаш ти вече ги моите оддаде чеки? Андреја. Одма. Ајде. Гледајте сега Гонзо in action. Повели. Како се снајдеш со сите овие околности околу тебе? Мајка, тренер, многу поразлична е тренер на надпреварувач, сопруга, газда на теретана и приватен живот, време за себе. Искрено, ако нештото го правиш со мерак, не е ништо напорно. Мене многу блиска пријателка ми е Елена Бубало и одсекогаш и се восхитував каква мајка е, заради тоа што таа, да речам, имат групи од 6, цел ден е активна, цел ден е со децата, цел ден е после вечерни тренинзи и се и цело време, значи имам пораки кај што пише, барем да сум 2% од што си ти према твоиве деца и како жена, јас ќе сум жениште. И сега дојде до степен Елена мене да ми пиши, не знаеш колку сум горда за каква мајка си, алал да ти е, не знаеш колку ми е мерак што те гледам дека така ја растиш Луна и така каква личност си ти веќе направена. Некога знај да е многу напорно, ама јас искрено не го осеќам. Зошто? Затоа што цело време сум со обврски и немам време да речам да седнам и да вертинкуваш, да мислиш, да знаеш она уморот да те пукнит или да те мавнит по некое време. Неколку пати е десено, Андреја знаете дека јас сум човек прилично затворен, од типот на таа ми пише море, тури ми се, ајде чувства, дај ми, истури се ако ти е најубаво, ако нешто ти е, знаеш мене се можеш да ми кажеш. Значи јас сум тежок дупли бик и ја правам шатдаун. Значи јас сум, ако се затворив и не зборувам, значи не ме чепкај ќе запаличу пола града, пола Прилеп, може да и цел, може да и пола Македонија ќе ја запалям. Здраво, мама. Зато Ангела кој ќе чути ја бега. Да, зато Ангела кој ќе чути сите да бегате. Ако сум ваква кој што сум денес, петка сум. Се окей. Пеј, мама. Ајде, сапеј нешто. Не! Ете, како што гледате, значи ова ја е... мислам дека воа и ја би сакал да ги имам вие проблеми, некои родители се нервират на ова. Не го карат. А твојот пристап е баш оноа лудува едно Абе, ја друго. растам спартанац, да ми извините, ја пизда не растам. Спартанац, значи се капи соладна вода, еве видовте се фрлат сама, без страх, сакам да ја научам да е бестрашна, падна, ни реагираме ни ништо, затоа што ако и даиш агнолидж, ако ја заприметиш, таа ќе почне одма да плачи, затоа што ја гледат реакцијата и очекви дека направив нешто лошо и почви да плачи. Не. Повеќе реагират на нашите реакции, да. Точно, реагира на реакциите и затоа се сите опоменати, никој да не реагират околу Луна, ако падне, да ако се удрите или ако нешто, кој што гледате начелно е со џумка и све затоа што настрада, ама јас не реагирам, таа ќе дојди сама, баб, тука и тоа е тоа. Значи, пак ќе речам, доброто е што мојата работа е многу флексибилна и да речам Луна си ја носам во теретана, на тренинзи таа си скока, си играт со вежбачките, значи други, кај ја носиш таму? Не, баш ја носам за да изгради некаков имунитет, а некој ќе пуштам во градинка да ми се врати по вториот ден низ понастината. Не, значи поентата е да ги јачаме, мора да се дружи, да речам, со секакви луѓе да е во допир. Флексибилна работа, ја би рекол, ти си ја направила сама да ти биде флексибилна работа. Точно. Пошто не си оставила некој да ти изборува, не така, не вака, па да го слушаш. Точно. Значи, јас ти си направила да биде правилно. Точно. Јас цел живот сум тип на човек што сум постигнала се сама. Никој пат никој ништо не ми дал, нити пак сум очекувала да речам од државава нешто или од ништо. Значи се што сум постигнала сама и така
ќе остани до крај. Сакам да речете Ангела си успеа сама звер вака така, а не. Не, ела сега овде. И сега во позадина. Дај мама, дај на мама, дај на бате. Дај му го на бате. Дај му го на бате. Ете така. А Војчка може? Ќе ми ставиш? Ајде. Kada se целта се мали деца. Да. Ми се свиѓа. Сега, мама, сега. Сакам многу да Чекај, јас. и сега слушај. Оди дека се ни да мама да доснимат и после ќе скокаме, добро? И ќе правиме амам. Фала ти. Шампионот ќе јаде. Андреја ќе се настегат. Во кратки црти, поентата е да се потрудите, да се посветите на се. Значи, Андреја е сведок, јас за Луна буквално све прам, значи нешто се деси, I don't give a fuck, сите ги баталвам, трчам по нејзе, си средвам се што е потребно за нејзе. И во теретана реално е тежок притисок, значи да си и газда на теретана, и дете, и дома готви, згора на тоа сготвам за животно што е 1,95 м, 100 и нешто кила, значи и јајд како Андреја, значи среќа што да речам немам машко дете, ако имав машко дете, супа требеше во кадана да готвам, не знам, ориз во кадана на еден ден. Не постои толков сад да речам за готвење кај што можам да направам јадење за толку усти големи. И на крај испана и черка ми има наследено татко и за јадење. Да, spirit child, гнетач. Рече дека се само си постигнала и Точно. така и го тераш цел твој пат, па какви се почетоците на Ангела? Значи, оноа ми кажа дека се тренирала кикбокс исто како мене. Значи се занимавала и со други спортови. Општо Точно. почетокот у спортот е во цел ти е малце поозбилен начин на живот е да речем. Така. Значи јас уште од мала од 5 години сум спортиста. Значи сум почната со гимнастика и нормално дека сум попотекло од струга со кајак. Значи ако не си кајакар во струга, дали си воопшто спортиста или стружанец. До 14 години одев и на гимнастика, и на кајак, и на танц, и на ракомет. Бидејќи татко ми беше тренер на ракометарките во струга и нормално черка му мораше да ја форсира да е ракометарка. Се трудев да сум многу на сите страни, ама рачунај основно училиште, одев на англиски, на математика и на 4 други спортови, веќе бев шатдаун, пореков морам да одберам барем едно нешто на кое што ќе се посветам. Си одбрав за тоа време танцот, бев веќе платен професионален танчер уште од 10 години. Фестивали Да, буквално на се имам со на настани на спотој снимање на се живо и диво веќе од 10 години. Кога дојдов во Скопје на факултет, пошто завршена сум дипломиран професор сум по физичко образование, спорт и здравје и магистер нутриционист, да. Таму веќе завлегов многу во кикбокс, затоа што многу ме влечат боречки спортови. Јас сум не сум типичната женска, јас сум машкоданка, сум машко-женско и сакам боречки спортови, джудо, кикбокс, се живо и диво имам поминато, ама кикбоксот ми е може штета што не се надпреварував никогаш, ама меракот е огромен. И рачунајте тренинзите што ги држев и тогаш и сега, ми се таа бо, значи се ми е со ги учам жениве, нели, кршење крк, ако ги нападни некој да згазе тој човек. И си продолжив со аеробикот и нели постепено истовремено веќе 2009-2010 почнав со тренинзи, работа во теретана во Огурко. Самиот кикбокс како спорт бара вклучување на баш дефинитивно теретана, да, заради тоа што класичен фудбалер треба поразличен тренинг да, теретана кај нив се прави. функционални, дека овдека бев до лани тренер на ракометариве, значи кај нив се функционални. Нивниот спорт бара одредени движења. Нив не им е потребен бицепс или трицепс, не. Нив им е потребен кор, значи стомак, нозе, рака за шут. Тоа е тоа, ништо комплицирано, тоа е тоа. Значи секој спорт си бара свое. И затоа да речам одлучив да сум тренер. Ти како што рече на почетокот, сите мисле дека е
демек за глупа и луѓе, демек кревањето tego не, заради тоа што ти на факултет учиш анатомија, медицина, учиш физиологија, учиш антропомоторика, медицина на спортски тренинг, психомоторика, значи нема нешто што не учиш. Се психологија, социологија, се учиш, значи како со деца, како со возрастни, како да му најдиш чаре за да го мотивираш за се, значи се учиш, не е така сите кои ќе рече абе див, не. Значи појди, види како е што е и после нели кажувај што и како е. Затоа што уште во првиот семестар имаш гимнастика и анатомија, кај што 100% ако не си заинтересиран паѓаш. 100%, значи автоматски сега ќе папаме. И автоматски тука е кинење ако не си заинтересиран за нешто. Беше на Балкан. Зема пето место кој се. Четврто. Четврто, извини. Краток осврт околу Балканско. Колку си задоволна, пошто ти е прв надпревар од типот на два надпревари еден по друг. И колку надпревари ти уствари имаш сега да... Јас како што те најавив на публика, тебе Балканско ти е трет надпревар уствари. Четврт. Четврт? Па сум сгрешил. Добро? До сега имам излезнам на 4 надпревари. Прво ми беше Палио Класик 2023 година. Добро. После тоа по недела и пол беше државното во Скопје. Аха, значи не ти е ова прв надпревар за надпревар. Добро, грешка сум бил. Од Балканското јас сум искрено многу задоволна од целиот процес и сето време што го поминав таму. Запознав многу луѓе со различни позадини за нив, различно искуство, различни техники на изведување на целиот тој peak week процес и научив многу работи. Пред се многу ми е мило што имав чест да се запознам со сите тие луѓе и да видам едноставно само дел од истото. Задоволна сум од се што имам постигнато до сега, мада што секогаш се може подобро, тоа е вината во овај спорт што никогаш не сме задоволни со тоа што го имаме постигнато и секогаш се стремиме кон подобро и повеќе. Тоа некој го гледа на лош начин, некој го гледа на добар начин. Ја го гледам на добар начин. Јас го гледам на добар. Пошто те турка цело време напред. Така, Да. и тоа е самиот против себе си. Значи кога излезиш на бина во овај Ама спорт, тоа и животот е така само против себе си. Затоа тука се соочуваме со тој момент и после тоа го имплементираме у останатите, пример ако сме тука 2 сати, у останатите 22 сати го имплементираме. Абе, види, знаеш која е разлика помеѓу овај спорт и другите спортови? Значи, јас сум спортист цел живот, од джудо до гимнастика, до... Слични сте, значи за тоа сте се нашли. До ред други спортови и сите отприлика биле пак групни на некој начин, пошто имаш групен тренинг. Ова е единствен спорт колективни спортови. Да. Овде си единствен кај што си само ти. И сега на бина кога ќе излезеш, ти не ги гледаш другите што се такмичат во истата категорија како твои противници. Да, Ти може дури да излезеш на бина, да си викаш овај против мене, ама не на бина кога ќе излезеш не ти е противник, пошто самиот се свестиш и егото автоматски ти го снемува и си свесен кој е подобар во што е подобар. Затоа дури да излезеш на бина не знаеш во која форма си. Точно. Кој ти беше првиот оброк еве после Балканското? Јаболка. Не, после Балканското? Да. Тоа Гоги, леле. Се фативме, ја го собрав вака за рака. Не, јас ти го поставувам ова прашање пошто ти му го имаше поставено. Ова со Гоги. Добро. Завршува Балканското. Гоги беше прв од македонците, ако не се лажам. И сега што се дешава? Излегувам ја на бина, се поминува тоа и ја ваква сум. Гоги, идиш со мене, ја видов кај се продава овошје. Одиме и се враќаме со најлони. Мислам дека имаше една кеса банани, една крушки, една јаболка, една со портокали и то такави немијани самите двајца. Си чучнавме на една клупа, не му кажавме на никој кај сме и само јадиме вака ни течи по лице, ни теча. Мене видео и вака каса ти сокоч. Да, вака. Ја и Гоги ставим. Само Андреја е доволно ретардирана после Балканско или после надпревар да ја јаболко. И кога прашав Андреја што ќе јадиш после Балканско, овеско на ја што го правам. Да. А те иста сума, ма Исусе Боже. Да, имав за време на припреми и на овие на предходните и храната поручај кога ми се сведеше од тоа што имав 60 грама, 80 грама овес, една доза 40 грама изолвей протеин хейзелнат чоклет, 30 грама малини кога ги заборавав, кога не ги заборавав и со цимет тоа се тоа го правев варено од вечер. И на Ангела и викав, Ангела, знаеш што ми се јади? Викам овеско, на ја што си го правам, банана да има во него. И путерот кикиритки вака да има. Не маша јас како што викам безобразен оброк после надпревар. Имаше по некое време. Си дојде тоа обавезно.
Првиот не. Првиот не бил. По пат кога се враќавме од Романија на кај Македонија, мислам дека една чоколада најлепше желе е со кекс гизелов. И уште препекав по крем банана со ментола, но уште немам за рано да јадам. Сега му е најкај. Преджеска прашаме Ангела околу твоите припреми. Е сега како што каже и Гоги, имаш две перспективи на целиот процес. Имаш перспектива од твоја гледна точка на целите припреми, ама и перспектива од гледна точка на тренерот. Затоа сум многу ми е мило што за прв пат успевам да правам со двајца шампиони уствари, ама и со шампионот од интервјуто и со неговиот тренер. Која е твојата перспектива, твоето гледиште, како го доживеа целиот тој процес на исхрана? На овие припреми или претходните, пошто многу различно ми е искуството. Добро, на овие. На овие припреми беше многу потешко поради тоа што работев потполно целосно до крај. Претходни припреми месец и пол имав земено одмор за да можам да се фокусирам на припремите. И се ми се сведеше околу теретана, јадење, готвење, пиење, спиење и да поминам време со нив двете. Овие припреми се будев сабајлето во 5 сатот, 4:35 идев пешки 2 километри до теретана да правам кардио овде, пошто видов дека дома кардиото не ми нема ист ефект. Се враќав дома, јадев, се туширав, седнував да работам. Откако че завршев со работа, се враќав овде, имав 3 сати тренинг. Со се кардио плюс. Плюс чекори да фатам, плюс јадење да направам и плюс сама живеам, сам се печеш, сам се готвиш, сам се правиш. И беше многу потешко. Али На крајот сатисфакцијата е многу поголема, јас мислам. Сметам дека можев подобро. Значи сметаш дека можеш уште Сметам дека подобро. можев подобро, да. Да имаше поголем одмор. Не, и да нема одмор ако се стегнев малце поиќе психички, пошто реално многу паднав, фала му на Бога, имав луѓе околу мене што на вистина многу ме подкрепија, луѓе што не сум била во контакт долго време и едноставно сакале да бидат тука за мене. Страшно многу благодарна сум на таквите луѓе. Ретки сте ја луѓе, искрено, Многу се ретки. А и за време на припреми тие што ти остануваат. За време на припреми тие што ти Луна е остануваат. позитивата, јас мислам у цели припреми. Волам. Предните 3 дена пред такмичење не. Не баш? Дента на такмичење? Дента на такмичење бев сведок. Ако ја лежев чурка е. Сега замисли то на 12 дена на нули и не јаден и не пијам вода. Добро, да, нормално е. Добро, колку време стаж имаш ти у теретана? Пошто еве се надпреваруваш. Стажот ти е 15.11.2021. Да. Сум имала оне нов пред тоа, кај што сум модела во теретана, чисто рекреативно по месец-два, не сум знаела никако да вежбам, ништо да правам, али без прекина од 15.11.2021. Значи тоа ти е 15 ноември 2021. Да. Значи тоа ти е 3,5 години. Не цели 3 години. Не цели 3? Не цели 3 години јас сум во теретана. Чекай, добро, нема врска, ја значи сгрешив. Веќе и мозокот и мене ме дава. Не цели 3 години. Кога почнам во Значи теретана. 2,5 години да речеме. Да, 2,5 години. Од кој година и пол ми се рекреативно со тренер и после тоа почнав професионално. Професионално колку време соработувате на пример на еден начин да речам? Не, година. Година? Тоа ти е од пред првиот надпревар. Да. Значи и за двата надпревари, тоа е за 4 надпревари и за двете полусезони беше спремана од Ангела. Супер, околу исхрана, пошто знам дека и ти имаш свој персоналци, така? Да. Тераш. Еви, тој си двете. Кој, пошто го правам видео и цел концепт на YouTube сакам да пренесам едукација, да ги едуцираме малце, не да биде само да седнат и да ги гледат надпреварувачи, туку и да исцрпат нешто кај што може они у секојдневниот живот да применат. Еве, кога би советувал некој онака најрандом на улицата, кога ще праша брзински, топ извори протеини, јагълхидрати масти, што би ми препорачал? Пилешко, туна во вода, ослич и јајца, протеините. Да. Овес, ориз, јаглехидрати, ајде да речиме и гриз.
гриз. Компир јас не го јадам пошто малце ме дуја, го заборавам и дека постои искрено. Добро. И Маслин? масти, авокадо, маслиново масло, јатки. Јатки. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Истото? Тоа е тоа. Исто и јас искрено. Тоа е тоа, ама тоа е... И тука правиш рокада начин на подготовка и Тие тоа. се да речам намирниците, тие се значи намирниците што се потребни за здраво да функционира телото. Клетката е создадена макронутриенти, микронутриенти. Мора да ја дајме се на клетката за ние да функционираме. Затоа нели се и салата насрана и се има и да, значи дефинитивно, значи многу е битно. Работата е што луѓе почваат некои глупи диети, кето не знам што, не. Значи поентата е да најдеш баланс. Храната е и болест и здравје, болест езин, морбидно дебели, анорексија, булимија. Балансот, точно. Тоа е се има некој да што се наследни, но со исхраната се тоа може да се регулираат. Проблемот е што луѓето не се доволно посветени, чекаат нешто да им се деси и после леле морам да се уозбилам. Не, бич требаше да се уозбилиш уште ко разбра дека нешто во ти е десено. Или пред тоа да почнеш да внимаваш. Затоа и јас со Луна внимавам сега дека ќе дам нешто да касни едно друго јаје, чоколадно или не знам што, да, ама дека тоа ќе го давам ко ретардирана по 5 пати на денот или секој факан ден, не. Ама дека ќе дам да тоа е да, мама јаја. Тоа е балансот, значи мора да се даде од се. Кој ќе ме рече да изфрлам лепи газирано, не, значи и лебот е окей, ама ако имаш усу колку јаеш, иначе џабе. Така, ако да знаеш кога, како. А денешно време на Google се ни е достапно. Седни, изгуглај, види, ништо комплицирано не. Ако не можеш да се снајди, зато постоиме ние, си највиш тренер, тренерот ти средвице и ти само си тераш по тој и тоа е тоа. Толку. Ништо. Да, значи само пиши. Точно и толку, не е ништо комплицирано, ама Еве кога сме околу персоналци, еве и дали еве девојче буквално како и неа утренирана тук тек сама почнала озбилно да вежба околу година дена, ама уште нели се бара што се вика до некаден. Колку време би требало, например, со тебе од прилика, пошто сите одат, сакам се спреам за 3 месеци да испаднам на надпревар. Така? Вака, работата е што Андреја веќе, да речем, имаше основа. Да, она има Тоа е добро што основа. Андреја имаше многу добра основа и Андреја има тврдам ретардирана генетика, што допрва е стартот кај Андреја. Само треба нели дури да најдиме која категорија е за неј, за што е, како е и после веќе автоматски кога ќе најдиме што е, како е, тоа е лесно. Значи знаеме што работиме, како работиме и тоа е тоа. Ако јас имам единствено проблем што да дојде некој да ми рече леле за еден месец имам свадба или не знам што, молим те 10 кила да ослабам. Сестро не се нафајќам, како што кажав преска, јас сум тренер, не сум магионичар. Значи пак ќе речам, сите чекаат до последно и мислите дека така е лесно, дека прво и основно 10 кила не е здраво на некој да го отепаш за еден месец, тоа е ретардирано. Да. Значи да е 5 до 6 кила, окей, ама 10 е првично, првиот месец е подкожната вода што ќе ја измочат, да ме извиниш, и што ќе ја потрошиш. После веќе ако после третиот месец почне да паѓа, тоаш веќе тренерот знае што прети како прави. Заради тоа што првите 3 месеци е бај од среќа да речам, нели исхраната се пази се, ама водата дури да излезе од телото, надуеноста, телото да се навикне на здравата исхрана и се во периодот тие 3 месеци. А ако одиме веќе професионално, тоа е веќе друг муабет. Професионално секој ден буквално јадиш истата грамажа, јадиш истото секој ден. На моменти кога ќе дојде карб сайклинг е веќе интересно, затоа што имаш еден ден висок и после 3 дена си коретарда некој живееш на на масти, живееш и на протеин. Тука е тоа што рече Андреја ментално кој ќе западни, заради тоа што кај жените е многу најбитно нешто се хормоните. И сега ти кога ќе си играш мајтапи со хормоните, со тео карб сайклинг, нули ја пукаш на протеини на едно друго, мозокот им функционира на јаглик, хидрати, шекера, ти не му даваш 3 дена.
Луна. Значи во глобала тоа е не се игра со хормони, многу е битно да одберите стручен тренер, што точно знае што е потребно за вас и се. Не од оние квази, точно, и нели има добра комуникација, мора да знам дали не си добро, дали како си, што си, за да знаеме на што да работиме. Ја замарам. Да. Смоки не излегувам, по киндерија. Уште малце ќе ми излези од смоки, жи ми се. Значи многу е битно, немојте некој квази тренери чкля што еднаш после в теретана и тие се тренери. Не, одите со образовани луѓе што учеле и што знаат што работат, затоа што сигурно кога ќе ви пукне сјалица дома не викате водоинсталатер, туку се викате, нели, човек што си е задолжен за да смени струја. Така да и за вашето тело ќе си вложите малце во тренер што се разбират што и како е, можда малце посолено, ама то солено го плаќате ова овде, значи мозокот му го плаќате и знаењето. Немој да рече многу е скапо, скапо е, ама ја вадам резултати, вадам луѓе зверој и тоа е тоа. Точно. Одиме да јадиме читмил, еве, да речеме. Да, еден читмил ќе се частиме. Кои се твоите успеси, еве, за сите што не те знаат на македонската сцена, Да. балканска, европска и било каква сцена, што имаш освоено? Јас знам само дека имаш освоено Така, 4 години поред, Да, од 4 години 2016 до 2019. од 2016 до 2019 сум шампион фитнес во фитнес категорија. Кај мене во мојата категорија, освен позингот, имам и кореографија, значи акробатска, што дополнително ми одзема многу на енергија, затоа што морам да ја спремам и кореографијата и музичката точка и све живо и диво. На балканско сум 2 пати појдена, на едното бев 5-то место, на другото бев 4-то место. Со тоа што животни излегоја зверој, јас дури бев збунета ко Од излегоја овие животни, бе. Значи, тотално, како искуство, eye-opening, онака да ти отвори очи, да речиш, значи, в година точно знам на што работам и како работам. Имаме на слика поставено, првото такмичење, смешки невидени, ама, знаеш како, јас сум до степен да излези, макар и да не изгледаш најубо, скрши го мразот. Осети ја бината, види како е, затоа што одма кога ќе слезиш од таа бина и ќе речиш, чекај, овдека неубо се смеев, овде лошо се свртив, овде требаше да гледам таму, овдека леле не отворив грбот. Значи автоматски одма учиш многу работи и наредното секој излегување се подобро и подобро ќе ти е. Имам слика од 2006 и 2019, значи да видиш тотално ќе речиш нема шанси да истата личност, затоа што одма знаеш на што да работам, што да атрофирам, што да пораснам, што да се фокусирам и автоматски вадиш многу подобра верзија од тоа што си бил. Дека е тешко е, јас затоа викам ја разбирам Андреа и затоа и реагирав на Андреа као оке Андреа, затоа што јас сум го поминала, знам дека е нервозно, ама знам дека кога ќе ми помини хангерот, гладот, кога ќе каснам ќе сум окей, во ред, добро, окей, тамане. Се било окей. Да. Значи се надевам дека до година ако успеам да се спремам, се надевам дека или април или октомври. Се зависи од онат Дживџан он дека здивен, ако ме остаи. Ако идеш 2025 април заедно се гледаме тоа. Ќе се потрудам. Многу сакам да Ај октомври секако се гледаме. Октомври секако. Јас се спремам моментално за 2025. Одлично, Април, одлично. сакам цела година. Тоа е да добро, тоа е добро. Зошто? Заради тоа што имаш време да порасниш, да се изделкаш, да си одбериш категорија, да вежбаш позинг. Позингот е многу питен, за жал многу луѓе овдека го прогледуваат. Ќе не, значи битен е дефинитивно. естетиката, убајната на билдерот е кој ќе позира, да го видиш самоуверен, како позираат, како движењата, дури едно најмало движење, да речам со рака, е голема промена. Томица Милушевски ми се чини тој беше физик, сигурно го има слушнато Зверосан, значи беше во физик, беше на Арнолд класик, мислам дека зеде второ или трето место и не му дадоа зошто, затоа што не се насмеел.
затоа што во физик конкретно баре и убајна и како ќе позираш и се дека тие се да речам во наводници понежни позин готиме таков. Значи секој најмал детал е многу битен за нештото да е целосно, да добиеш целосна слика за билдерот или за се едно друго. Ама се е труд. Значи и многу посветеност. Знаеш како ќе рече немам мотивација, ама морам да појдам незлатен. Тоа се вика дисциплина. Значи тие не сум мотивирана можда да речам денес не бев мотивирана да вежбам, така, ама дисциплината е тоа што не држи. Значи мора да се покажеме, мора да дојдеме. Значи не да беше така едноставно сите ќе го правеа. Не е едноставно, само многу психовци да речам ние што сме фрикои изгледа вака не секој така и кој ќе дојде или пак има некој што ги разбирам. Ќе дојде ми рече да бе сакам рече да вежбам, ама не да ме сватиш погрешно, не сакам да ме колку тебе толкова. Мора златна, знаеш колку години треба ти да вежбаш прво и основно и да сакаш ко мене да изгледаш. Дали знаеш, јас еве од 5 години со бодибилдинг конкретно професионално нели од 2016 од 2010 сум во теретана. Значи 2010 значи 14. Кој толку? Кој бе 14? 14 на кај 15 години. Не знам никога, не сум ни свесна колку сум окапана в теретана. Значи тие си мислат че кренете еден тек од 2 кила и ќе се направи Мерија Киеска во газојне. Ало бе, знаете колку имат вода и леп да јајте за да ме стасате, значи не е така. Дури јас што се викам породена, јас појако изгледам за разлика од некој што рандом вежбет онака обично. Знаеш како сега нормално имам уште малце стомачено друго затоа што не сум посветена толку на исхрана, затоа што да речам 70% јас ледам не 100% колку што би сакала. Ама свесно го правиш тоа, што не ама доброто е знаеш како доброто е затоа што јас сум свесна за нештото, знам кај ми е проблемот, знам на што треба да работам, само јас треба да се фокусирам и да почнам да работам и тоа е тоа. За во 2025 сум набина звер. Се гледаме таму. Ангела, фала ти многу за тренингот. Да си ми здрави и фала што дојде. Фала ти за интервјуто, фала и за интервјуто и на Андреа оде после да јаде. На здравје. Андреа настега еден сега. Тоа е тоа. Дечки, мавните си лайк, шер и сабскрајбче. И некој коментарче. Да, коментари чекам, доста чекам. Малце не се опуштени, ама ајде се надевам дека ќе се опуштат. Ајде, раздвижете се, немојте да бидете затуцани. Не знам дали контрапродуктивно си правам дека ги одбивам со тоа што му викам да коментират и дека не коментират. Не, едноставно поиќето да речам се тивки гледачи, само гледат, може понатаму да дискутират и да коментират со некој друг, нели пријател или нешто, ама тешко дека ќе искоментират на мене ми интересира. На стегана. Тоа е тоа, дечки, мамите лајкче, шерче, сабскрајбче и тоа е тоа сега. Тоа и ве чекаме пак во Прилеп. Обавезно ќе снимаме видео. Наредно. Чегнетиме. Да најавам официјално на вија тренинг падна еден договор. Да, челендж еден. Камера. Правиме челендж што го барав човекот со кој да биде, а тоа ќе биде Андреа. Дефинитивно тој човек. Колку ќе јадиме? Може ли сега да прецизираме или Не, кој ќе дојши, кој ќе те однесиме на местото тогаш. Ќе видиш што ќе јајте, да. Повеќе кафана и фастфуд. Фастфуд сега, кој е за фастфуд? Благо на крајот. Ја мислам да земеме онака чисто месо и јадиме само месо количински колку ќе можеме да изедиме. Бургери со кашкавали со сете типа натежни со јаглехидрато. Така да јадиме. Ја мислев само месо, стрикно само месо да јадиме. На крајот просто јаглехидрати ќе внесеме нешто благо. Ја сакаш јади само месо, ја ќе го идем толку колку што ќе излез месо, плюс ќе си додавам на него. Готово. Ама памте камерата, памте, окей. Се внимава. И Луна обавезно мора да дојде, да не бие мотивација. Да. Па да ти кажам, кој што е дизнана отворена. Така е. Дечки се гледаме, фала ви многу. Чао, чао. Чао, чао.